И поречиси 10 дена надлежните поим немаат дали опожарениот мост Беласица воопшто ќе може да се врати во правобитната состојба, ниту колку време би било потребно за такво нешто. Според Михаил Гаревски од Институтот за сеизмички и отпорни градби, експертизата ќе биде пресудна за тоа дали ќе треба посериозна санација на мостот. Оваа проверка не би требало да трае подолго од 20 дена. Ке треба некоја можеби минимална санација, евентуално, тоа е се кај неносивите елементи, но експертизата, иако велам, многу е проблематично кај овој тип на напрегање да се одредат точно сегашните сили на затегнување, но сметам дека ќе можеме да дојдеме до констатација дали ќе треба некоја посериозна санација, што во првиот момент не личи на такво нешто, но не можам ништо да кажам, бидејќи не е сериозно, додека не се заврши експертизата, не можам ништо да кажам повеќе. Градоначалничката Арсовска единствено што тврди дека оштетувањата на објектот се минимални и не довеле до нарушување на структурниот интегритет на мостот. Меѓу другото, не заборави и да ги искара институциите да не ширеле страф и паника кај граѓаните. Сакам оваа прилика да искористам, да ги замолам сите институции кои што се сметаат за засегнати со овој случај, да не шират страф и паника меѓу граѓаните со паушални тврдења кои се однесуваат на било какви наводни структурни оштетувања на мостот Беласица. Паушалните тврдења кои што досега произлега од политичките агенди на групи и на поединци, не само што шират страф и паника меѓу граѓаните, туку исто така и не помагаат никому. Жалам што морам да констатирам дека секоја непогода со која што се соочува градот резултира со медиумски линч на градската администрација. Извори во град Скопје за Алфа брифираат дека сметката на градот се уште е блокирана. Арсовска демантира. Градот ниту е блокиран, ниту е пред банкрот, ниту може да банкротира и многу ми е жал што политичките агенди се обидуваат коалицијата на СДСМ ДПМН да се ги тираат преку градот Скопје. Советници во Советот на град Скопје на 15 мај доставија барање за воредна седница поради блокираната сметка и лошата финансиска состојба на градот. Барањето е доставено до претседателот Славевски, кој треба да закаже седница.